Добар ден, драги ученици, вие сте во училници, следите француски јазик за 9 деление. Јас сум Елизабета Трпковска, предавам француски јазик во основното училиште Гоце Делчев во Неготино. На овој час ќе повториме и ќе усвоиме лексика поврзана со географските поими. Тие ги имате учено од 6 до 9 деление, ќе ви бидат лесни, потоа истите ќе ги примениме за да опишеме некој пейзаж. Ајде прво да ги погледнеме типовите пейзаж што се пред нас. Quels sont les types de paysages? Првиот чекор е да наблюдуваме. За нешто да опишете, најважно е да го гледате, да го наблюдувате внимателно. Затоа observez. Првиот пейзаж е le bord de la mer. Додека наблюдувате, се прашувате: Qu'est-ce qu'il y a? Што има? Или comment? Тоа што има, тоа што го гледаме, какво е? Où se trouve? Каде се наоѓа? Ајде да пробаме да го изгледаме првиот пейзаж. Доволно е. Moi, j'adore la mer. Voici, j'imagine. Ве прашувам, qu'est-ce qu'il y a? Што има? Ајде да видиме што има. La mer, ева го морето. La plage, ја видовте, плажата. La baie, таму тоа е залив. La côte, брегот. И ова карпа што гледаме пред нас се вика la falaise. Второто прашање. Или comment? Какво е тоа што сме го виделе? La plage е petite. Ова во заграда е антоним. Оваа плажа е мала плажа, а може да биде и голема. Може да речете la plage е grande, зависно што гледаме. Нашето море тука што го гледаме е calma, la mer е calma. Mais s'il y a des vagues, la mer е agitée. Со бранови ќе биде морето немирно. Où se trouve? Ајде да видиме дали можеме да кажеме каде се наоѓаат нештата. La plage est devant la baie. La baie est derrière la plage. Овие што ви се со црвено тука, ви се зборовите што вие пред оваа лекција ги учевте во лекција број 5, les adverbes de lieu, пред и зад. Уште сме кај пейзажот. Ова сите знаете што е, c'est une île. И тоа е дел од морскиот пейзаж. Ајде да го пишеме. Еле comment? Où se trouve? Ако гледаме некој остров и сакаме да го опишеме, еве како. Ке кажеме некоја описна придавка. Например, нашиот остров е le petit, ама може да биде и grande. Гледате, тука имате антоними. Нашиот остров е inhabité. Меѓутоа може да биде и peuplé. Потоа, voilà, c'est une île tropicale. Ама може да биде и une île volcanique. Може да биде и напуштен остров, дезерт или туристик. Разни придавки можете да кажете. Каде се наоѓа? Првото што ви паѓа на памет е дека се наоѓа на средина на морето, така, au milieu de la mer. Меѓутоа може да биде и близу до пристаништето. Près du port или далеку од брегот. Loin de la côte. Негде пред, devant или derrière. Да го видиме сега вториот пейзаж. Вас ова ви е познато. La campagne, тоа е село, истите прашања. Qu'est-ce qu'il y a? Или comment? Où se trouve? Ајде заедно да го погледнеме селото. La campagne е calma. Qu'est-ce qu'il y a? Што гледаме? Што видовме? Што има? Le village, населеното место, село, се вика le village. Разлика меѓу la campagne и le village да направиме. Le village е населено место. La campagne е целата околина околу. Значи сето ова што го гледаме. Што друго видовме?
La rivière, реката. Друго што? La forêt, шума. Полињата, les champs. La colline, ридот. Какви се овие нешта што ги видовме? Еве сакаме нешто да кажеме за селото. Le village est traditionnel et joli. Можеме вака да кажеме, нели? Полињата, les champs sont vastes. Полињата се пространи и широки. Каде се наоѓа нештото? Тоа што сме го виделе. Например, можеме да се изразиме. La rivière se trouve près du village. Место près du, антонимот е далеку, близу или подалеку од. Реченицата може да биде и ваква. Loin du village, il y a une forêt. Еве, далеку од селото има шума. Уште сме кај селото. Во селото еден белек е и реката. Qu'est-ce се c'est un fleuve. Зошто има два збора за река? Fleuve е голема река што се влева во морето, rivière е мала река што се влева во некоја друга река. Ајде да видиме оваа река каква е. Или каква е општо реката. Où se trouve. За река кога опишуваме, можеме да кажеме il est long, долга е, или антонимот court, или кратка е. Можеме да речеме il est long, бавна е, а можеме да речеме il est rapide. Планинските реки обично une rivière de montagne е rapide. Може да биде реката navigable, пловна, може да биде profond, длабока, или puissant, мокна. Кај се наоѓа реката? Близу до селото, далеко од селото. Près du village, loin du village. Лево од нешто, десно од нешто. À gauche de или à droite de. Може да ги употребите и страните на светот. Au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Ајде да видиме сега третиот пейзаж. La montagne, истите прашања. Qu'est-ce qu'il y a? Il est comment? Où se trouve? Ајде да го погледнеме овој пейзаж заедно. Доволно беше, la montagne est jolie. Ајде да видиме што вие видовте. Qu'est-ce qu'il y a? Што има тука на оваа слика? Le lac, езерото. Еве. Што има друго? La pinède, боровата шума. И тука исто. Што друго? Многу планини го имаат ова. Le volcan, вулкан. Le sommet, врв. И еден главен дел на планинските предели е La Vallée, долината. Сега кога ги видовме зборовите, да се прашаме какви се, да им дадеме некој опис. Le lac est glacial et transparent. Le sommet est élevé. Еве ви ги сите овие што се подвлечени со друга боја се les adjectifs qualificatif. Езерото дека е прозирно и мразовно, студено, врвот дека е висок, може да биде и низок. Каде се наоѓаат? Еве тука да видиме. Над езерото има борова шума. Au-dessus du lac, il y a une pinède. Антонимот, спротивниот збор е au-dessous. Du sommet, il y a une vallée. Еве ви ги двата збора може да ги употребувате кога нештата ги подредувате во просторот. Ајде да видиме што е ова. Qu'est-ce се? Овој е нов збор, мислам дека досега сме го немале. C'est une cascade. Водопад. Ајде да видиме како може него да го опишеме. Elle est comment la cascade? Може да биде мокна или силна. Еве ви синоними. Puissante, forte. Elle est forte. Може да биде висок или низок водопадот. Haute, la cascade est haute ou la cascade est basse.
Еве, во женски род ви се напишани затоа што е la cascade женски род. Може да биде bruyant, бучен, effrayant, страшен, magnifique, formidable или восхитувачки, прекрасен. Каде може да се наоѓа еден водопад? Можеме да речеме дека е горе, ано, или можеме да кажеме дека е долу, анба. Еве ви уште еден пейзаж. Пейзаж на град. Вие ова многу го имате учено, пак истите прашања си ги поставуваме. Qu'est-ce qu'il y a? Il est comment? Où se trouve? Ајде да го видиме овој. За градот знаете многу. Јас ке ве прашам, qu'est-ce qu'il y a? Затоа што вие знаете многу, јас не ви ги ставив сите зборови, ви ставив само неколку зборови за голем град. Например, le port, пристаниште, la gare, железничка станица, l'aéroport, аеродром, le parc, парк. Деца, некои градови имаат и цели шуми, како Њујорк, например, или une forêt. Не само паркови. Le quartier е населба, населено место или кварт. И некои големи градови ги имаат овие солитери, се вика le gratte-ciel. Тие ви се неколку збора што ви ги понудувам како нови зборчиња што може да ги кажеме. Некои ги знаете, некои ви се нови. Il est comment? La ville. Elle est comment la ville? Еве, ако ве прашам за градот, вие дека цело време, цела пета лекција зборуваме за градот, можете да ми кажете La ville est polluée et peuplée. La ville est cosmopolite. La ville est grande. Може разни придавки да употребите за градот, од тие што сме ги спомнувале. Или le port est immense, дека пристаништето е огромно. Или пак можеме да кажеме l'aéroport est international. Où se trouve? Нештата што ги гледаме каде се поставени. Може да ваква реченица да ми кажете. Le parc se trouve à droite du centre commercial, devant le gratte-ciel, à côté de l'avenue. Сите овие зборчиња, што се со друга боја, ви се лезат верба de lieu. И уште еден пейзаж. C'est un désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Што има во пустината? Le sable, la dune, овие ридови се викаат дини. Еве, знаете го и тој збор. И најубавиот дел во пустината се вика, каде што има вода, l'oasis. Ајде сега да провериме од овие зборчиња дали нешто сте запамтиле. Faites attention. Да видиме. Ова е една вежба. Заедно ќе ја решаваме. Овие тука именки што ги имате, треба да ги поставиме на овие две слики, да ги препознаете кои се и да зборот да биде соодветен на сликата. Ке почнеме од првиот збор. Une rivière. 5. Така е, браво. Вториот збор е volcan. А volcan, кај ќе го ставиме? Номеро 2. Така е, ева го вулканот. Une forêt, шумата. Каде ќе ја ставиме? Voilà. Une plage. Номеро 8. Знаете вие дека плажи има и на езерата, и на реките, и на морето, и на океанот, и секаде. Sommet. Врв. Une colline. Рит. Un fleuve. Река. Гледате, голема река, мала река. Река се влева во морето, река што се влева во друга река. Une Номеро 7. Право, деца, мислам дека ова ви беше лесна вежба. Ајде да одиме сега со другата вежба. Јас ве прашувам, me voulez-mo croiser? Треба, имаме дефиниции, треба ние да го најдеме зборот. Trouver le mot. Вака, сите сте решавале веројатно крстозбор. Ке почнеме од број 1. Од број 1
verticale. Région sèche, inhabitée, composée de sable. Što je ovo? Da li pogodувате? Dezert. Дека тоа е сув регион, ненаселен и главно има песок, тоа го викаме дезер. Вториот збор ќе ни биде вака. Grande quantité d'eau salée. Ова ќе го погодите. Océan. Така. Одиме со третиот збор. Овој ќе ви биде најлесен. Го знаете уште од 600 деление. Ова треба да е елевацион натурел du sol. Што е тоа што природно се издига од почвата и почнува на монтање. Така е, деца. Numero 4. Terrain couvert d'arbres. Forêt. Шума. Numero 5. Воден тек, cours d'eau qui se jette dans un autre cours d'eau. Ајде да видиме каков е тој воден тек. Rivière. Така е. Река. Ова треба да е zone verte dans le désert. Како се нарекува зелениот појас, зелената зона во една пустина. Сега го имавме како нов збор. Оазис. Така е, деца. Да видиме, ова е еден лесен збор, сите го знаете. Des sables au bord de la mer. Песок до морето. Плаж. Така е. Relief conique qui ressemble à une montagne. Што личи на планина и има конусна форма. Погодуваме дека ça c'est le volcan. Très bien. Numéro 8. Ce lieu d'habitation est moins peuplé que la ville. Населено место, помалку населено отколку градот. Погодувате дека е village. И последниот збор ми остана уште една буква. Surface d'eau stagnante plus ou moins profonde. Што е тоа? Што не е ни море, не е ни океан, а е вода, која може да биде повеќе или помалку длабока. И погодуваме, тоа е le lac. Така е, браво деца. 100% de réponse. И да одиме сега со некоја друга вежба. Вие сега треба една вештина да развиете и да кажете какви се овие нешта, да анализирате и да видите дека некое нешто или некоја именка може да има повеќе придавки. Ајде, насоката е анализе. Имаме една торба полна со разни аджектив, квалификатив или со придавки, описни. И треба да знаеме, а веќе знаете дека на една именка одговараат повеќе описни придавки. Кога ќе наредите повеќе описни зборови до една придавка, добивате убави реченици, описни реченици. Еве нашата именка ќе биде une plage. Еве ги понудените придавки. Не одговараат сите, меѓутоа доста одговараат. Да видиме кои одговараат на плажата. Дезерт. Плажата може да биде напуштена. Рапид не одговара затоа што не може да биде брза плажата, така ли е? Ајде да видиме кои други. Vaste, éloigné, agréable, joli, lointaine. Од овие може да се одбереме и да направиме некоја реченица. C'est une plage jolie et agréable et le désert vaste et éloigné. Еве, една голема реченица сме направиле и сме дале еден опис на именката плажа. Одиме со втората именка. Втората именка ни е fleuve, река. Ајде да опишеме реката. Не со една, со повеќе придавки. Може да е vaste, éloigné, може да е joli, може да е lointain, rapide може да е така, navigable, puissant, profond,
C'est un fleuve rapide et puissant, il est profond et navigable. Не мора сите да ги искористите, ќе искористите тие што ви одговара да ги ставите во реченицата. Одиме со третата именка. Соме, врв. Како можеме него да го опишеме? Со овие тука што ни се на располагање. Дезер, елове, éloigné, joli, lointain. И можеме да речеме c'est un sommet désert et élevé, il est lointain. Très bien. Јасно ви е дека може да си правиме описни реченици вака на овој начин. Сега ќе ве натерам да ми одговорите на неколку прашања во една вежба и вие ќе се изразите целосно со се што умеете досега да кажете. Exprimez-vous. Да видиме како е. Пред нас гледаме еден пейзаж, некаква си слика. Moi, je vous pose des questions. Јас поставувам некакви прашања. Vous répondez aux questions. Вие едноставно одговарате на тие прашања што ги поставувам. On note les phrases au tableau. Заедно ги бележиме на таблата вашите одговори. Моите прашања кои се? Еве нашата табла, да ги видиме прашањата. Ја прво ќе ве прашам, qu'est-ce се? Гледаме, сега веќе на крај на часот, знаете ова што е и ќе ми одговорите. C'est un paysage de montagne. И тоа е точно, ја ќе запишам на таблата. Второто прашање. Qu'est-ce qu'il y a sur la photo? Ќе ве натерам да идентификувате се што гледате и се што препознавате на оваа слика. И вие ќе ми кажете. Il y a une rivière, така, avec une cascade, et on y voit 3 sommets et une pinède. Très bien. И последното прашање ќе биде Ils sont comment et où? Какви се и каде се? И сега тука ќе напишеме повеќе и ќе речеме La cascade est haute et magnifique. Сме опишале водопадот. Еден конектор што вие ги учите во 9-та линија може да ги примениме. Водопадот е таков и таков, додека пак реката е таква и таква. Вие нели ги учевме во 9-та. La cascade est haute et magnifique, tandis que la rivière est petite et rapide. Et la pinède est jolie et verte. Супер, се сте опишале. После може да кажувате. Deux grands sommets sont à gauche de la cascade et le plus petit se trouve à droite. Одлично. И јас на крајот од ова можам да ве прашам нешто да кажете. Est-ce que tu aimes la montagne? И вие може да ми речете Moi j'adore la montagne. La nature est jolie et l'air n'est pas pollué comme celle dans la ville. Да го видиме тоа што сме го запишале на таблата вака, целосно само и да видиме. Имаме тоа што го гледаме со нашите 3 прашања сме направиле еден текст тука. Можеме тој текст да го збогатиме со некои вакви реченици. L'eau est froide et transparent. Ова не е објективен опис, меѓутоа нешто што можеме да го додадеме во нашето пишување. Можеме да кажеме On peut sentir la fraîcheur de l'herbe et des arbres. Сме си замислиле што чувствуваме додека го наблюдуваме овој пейзаж. Вака напишано е вашиот состав. Vous avez fini votre rédaction. Ја можам само да ви кажам браво. И ако ви го оценувам, ќе видам дека имате 80 збора напишани, еден опис, голем опис на пейзаж. Сега, за да видите дека ова добар текст и дека е возможен и го можете, ќе ни го прочита некој. C'est un paysage de montagne. Il y a une rivière avec une cascade et on y voit 3 sommets et une pinède. La cascade est haute et magnifique tandis que la rivière est petite et rapide. L'eau est froide et transparente et la pinède est jolie et verte. On peut sentir la fraîcheur de l'herbe et des arbres. De grands sommets sont à gauche de la cascade et le plus petit se trouve à droite.
Moi, j'adore la montagne. La nature est jolie et l'air n'est pas pollué comme celle dans la ville. Браво! Ова деца се можете и сето е ваше. Еве да видиме што запомнивме од ова. Значи, ова е постапка како да напишеме состав. Што запомнивте? Дека треба прво да се наблюдува. Таа е првиот чекор, за да го опишеме. Мора убаво да гледаме, да се задлабочиме во гледањето. Потоа, тоа што го гледаме, да го именуваме, да го идентификуваме. Се што гледаме на сликата да кажеме со илија или илнија па. Нешто што ни се чини дека нема, можеме да го назначиме дека го нема на сликата. Како нешто што може да биде. Тоа што сме го именувале, го опишуваме. Видовте, може со еден збор, меѓутоа со вежбата 3 видовте дека може да ставите повеќе описни зборови, да добиете голема реченица за било кој од тие елементи. Тоа се описни придавки, а вие ги знаете. Боите, големината, формата, сето тоа може да го примените во изразувањето. Потоа го определувате местото. Тука користите предлози за место. Сега, ако сакате да одите чекор понатаму и да ви биде уште поубав составот, тогаш место само објективно наблюдување ќе ставите и нешто субјективно. Ќе кажете што мислите, што чувствувате, во описот ќе додадете некој впечаток, како што беше реченицата J'adore la montagne или La campagne est calme или не знам, може да зборувате разни работи, како вие се чувствувате додека гледате сликата. Сега, за вас, ви давам денеска една тешка задача. Vous pourriez décrire un paysage. Јас сум сигурна дека вие можете ова да го направите. Еве ви еден пейзаж. Јас овој ви го нудам, меѓутоа може и да биде друг. Observez, го наблюдуваме. Répondez aux 3 questions. Си одговарате на тие 3 прашања што цело време ги повторувавме. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Où se trouve? Il est comment? Така? Домашната работа ќе биде да се напише состав со минимум 80 зборови. И ова е основата. Си одговарате на 3 прашања и имате мал состав. Меѓутоа, ако сакате составот да ви биде уште поубав, тогаш одете малку подлабоко. Кажете какво е времето, например. За оваа слика може да речете il fait chaud, il fait beau, вие ќе измислите што. Можете да кажете кој месец е ова сликано. Imaginez quelque chose que vous ne voyez pas. Да си замислите нешто што не гледате. Тоа е веќе дел од вашата фантазија. Може да дадете мислење. Donnez votre opinion. Dites vos émotions ou votre impression. Може да употребувате реченици со не знам дека нема. Исто, одречни реченици. Il n'y a pas de maison. Така. Се може да направите. Тоа останува на вас и секој својата креативност ќе се изрази на свој начин. Сега за најкреативните, јас нудам вака. Dessinez un paysage imaginaire, си цртате еден замислен пейзаж и го опишувате. Чи не мора да е вистински, тој ќе биде ваш личен замислен. Пак ќе ги има елементите на пейзажот, меѓутоа може да додадете нешто повеќе, некое чувство, некое мислење, некој впечаток ваш и да направите еден убав состав со опис на пейзаж. Јас верувам дека овие чекори на овој час ви беа корисни, за да знаете како се опишува едно место и можам само да ви кажам bon voyage et à la prochaine.